За ширење говор на омраза на сметка на автобуската трагедија кај Ласкарци, во полиција стигнале пријави од голем број граѓани. За дел од нив Министерството за внатрешни работи веќе отворило постапки и го известило основното јавно обвинителство. Меѓу нив, неофицијално е и универзитетската професорка Билјана Ванковска, Миленко Неделковски, но и други лица кои на некој начин ширеле омраза или поттикнувале насилство. Во соработка со обвинителството ќе се одреди кога кој ќе биде повикан во полициска станица и сите тие мерки ќе бидат преземени соодветно. Неофицијално најмногу пријави имало за објавата на професорката Ванковска. Каква трагедија и иронија, карпалак, напиша професорката на Фејсбук, па набрзо ја избриша објавата, објаснувајќи дека била погрешно сватена. Сепак, голем дел од граѓаните коментарите ги оценија како монструозни, па денеска незиниот лик се најде на плакати, излепени во дворот на Универзитетот Свети Кирил и Методи, со наслов «Отказ». Оставка од универзитетската професорка денеска официјално побараа и од Унијата на студенти албанци. Албанската унија на студенти го повикува Министерството за образование и наука на чело со Арбор Адеми и Универзитетот Свети Кирил и Методи, без да го имат време да се превземат соодветни мерки со кои не треба да и биде дозволено на Билјана Ванковска уште еднаш да пробие низ вратите на образовните институции. Ванковска не сакаше да ги коментира барањата за оставка од Унијата на студенти албанци, бидејќи вели не ги делела студентите по етничка основа. Од нејзината објава денеска се огради и ректорот на УКИМ, но не прецизираше дали ќе поведе некаква постапка за иземање на нејзината титула професор. Не навлегувајќи во правните квалификации на изјавата на професорката, зашто се надлежни други институции, од етички причини чувствувам должност да се оградам од изјавата на професорката доктор Билјана Ванковска. Како човек остро осудувам секакви изјави кои алудираат на нетрпеливост и нетолеранција и создаваат чувство на омраза. Универзитетот Свети Кирил и Методи секогаш ја поддржувал слободата и правото на секој професор и студент слободно да мисли и да го изразува своето мислење. Од основното јавно обвинителство велат чекаат полицијата да поднесе кривични пријави за да оформат некаков предмет. За ширењето говор на омраза реагираа и голем дел од невладините организации, кои потенцираат дека главен проблем е неказнивоста и глубоста на институциите, бидејќи ниту една пријава за ова кривично дело досега не резултирала со ефикасна судска разрешница.